зборуваме на тема култура, денеска ќе преовладува во нашата емисија, но од повеќе аспекти. Културата, велате, огледало на едно општество, неговиот идентитет, вредности, колективна меморија. Меѓутоа, денеска во вториот разговор разговараме околу правата на културните работници. Тие утре излегуваат на протест пред Уставниот суд за укинувањето на колективниот договор. Разговараме со Вера Атанасовска, председателка на Синдикатот за култура. Добар ден и добре дојдовте. Благодараме покана. Реков, културата преовладува, денеска провејува во нашите разговори, меѓутоа ќе поразговараме од еден поинаков аспект, борбата на Синдикатот за статусот на културните работници и колективниот договор за кој што изминатиот период многу се зборуваше. Утре излегувате на протест пред Уставниот суд. Имавте неколку средби со министерот за култура, кој што практично и од вашите редови. Меѓутоа, ајде да почнеме. Што е она што ќе биде главна порака на утрешниот протест и што се вашите очекувања? Па, главната порака на утрешниот протест е зачувување на колективниот договор за култура, кој што ги уредува комплетно работничките права на културните работници. И истиот, значи, е носен во процедура во кој што се запазени сите законски нормативни работи, така да ние како културни работници сметаме дека ваквата одлука, мислам, на Уставниот суд за нас е неприфатлива. Сепак ние не можеме да ги коментираме одлуките на Уставниот суд, бидејќи тоа е највисоката судска инстанца во државата. Меѓутоа, сметаме дека не треба да молчиме, затоа што ако денес молчиме, утре ќе нема за што да браниме, ќе нема за што да зборуваме. Така да нашиот протест утре пред Уставниот суд е во одбрана на колективниот договор за култура и нашите работнички права. Дали ова практично долг процес на незадоволство или итна реакција на оваа конкретна одлука? Па не, процесов е долг, значи колективниот договор откако е потпишан, значи со самото негово потпишување секогаш имало проблем во неговата имплементација и тоа е значи еден процес што трае веќе повеќе години наназад. Меѓутоа ескалираше минатата година, кога не беше правилно ефектуиран општиот колективен договор за јавен сектор и кога платата на културните работници беше бевме оштетени уствари за околу 3% од тоа што треба да го добиеме, како што требаше да го добиеме лани во март вакво со колективните договори. Така да оваа година тој процес продолжи, значи грешката не беше исправена и покрај тужбите што беа поднесени за незаконскиот начин на исплата на плата, повторно значи следуваше истиот принцип на пресметка на платите во културата, така да оваа година културните работници беа оштетени за околу 5,5% вкупно ако земеме од платата. Тоа пресметано со коефициентите? Со коефициентите за работно место, со порастот на минималната плата, така излегува пресметката. И непочитувањето на правосилните судски пресуди. Ние веќе имаме и 8 правосилни пресуди кои што, ако верувате, не се испочитувани и таа институција каде што има 8 правосилни пресуди, еве денеска сме 27 април, тие се уште немаат земено плата. Само затоа што треба да бидат спроведени извршни правосилни судски пресуди. И тука, значи директорот на институција, еве веќе разбрав дека и тој директор што беше сменет, сега си поднел и тој оставка, значи веќе ќе имаме и смена на уште еден директор, бидејќи тој не сака да постапи незаконски, а од Министерството за култура не даваат ништо написмено, само усни насоки. А насоките се да не се испочитуваат судските пресуди, туку платата да се пресмета согласно упатството на Министерството за култура. Ќе повлече ли практично ова нови тужби? Па би требало да повлече. Затоа што ако велите ако викаме ама еве веќе минатава година одевме на правен начин да го решиме целиот овој спор.
меѓутоа видовме дека еве ни со правен начин не можеме да го решиме, па така да значи изгледа ќе треба да се применат и одредени синдикални методи за решавање на ова проблематично, да речам, прашање. Зошто колективниот договор е, да речем, трн во око, особено нели на сега иде од опозицијски аспект ве поддржуваат, меѓутоа кога ќе се дојде на друга позиција, веднаш станува проблем на сопнување, камен на сопнување помеѓу нели секторот култура, вработените во култура, синдикатот кој што нели ги представува правата нивни и она што е како колективен договор, како рамка поставено што треба да се испочитува. Па проблемот е најверојатно во начинот на присметка на платата на културните работници, кој што е нели врзан со растот на минималната плата. Нешто што на вистина треба да постои, нели, во едно општество, значи како во законска рамка, да. Да, во законска рамка, како мислам дека тоа е еден од најисправните начини за присметка на плата и треба да биде применет во сите сектори, не само во културата, дека нели со растот на инфлацијата, со животните трошоци треба да расте не само минималната плата, туку и останатите плати, нели, за да не добиеме некој вакуум на плати, стеснување, него да се постои нели нормален раст на сите плати во еден сектор. И сега и минатата власт иако сега нели не поддржува, гледаме дека не поддржува, меѓутоа во минатото не поддржуваше во основ на ова, значи и тогаш имаше проблеми и тогаш немаше пари доволно во буџетот за ова. Еве се и сега го имаме истиот проблем. Значи проблемот е порастот на платите согласно минималната плата. Како нели сега гледам таму во одлуките на Уставниот суд има и други наведени причини. Овој проблем не е наведен конкретен како проблем, меѓутоа сепак тука се врзува со коефициентите и со начинот на присметка на платите. И се создаде една голема фама дека платите се огромни, меѓутоа ајде процентуално сега тоа да го земеме, не можеме детално нели во износи на плати кои што се нели најниската и највисоката плата, меѓутоа генерално колкав процент од културните работници земаат еве такви плати што се споменаа дека се навистина многу високи. Многу беше интересно и што мислам достигна и кај нас културните работници еден вид на нели негодување и револт, бидејќи и Уставниот суд на својата страница објави висина на плати во култура, што на пример тоа не треба да биде нивен интерес. Значи платите во културата нели се уредуваат на сосема друг, висината збориме на платите во културата се одредува на сосема друг начин и таму беа кажани цифри и висина на плати кои што не соодветствуваа со реалната бројка. Дури ние мислевме еве ако да не се представени во бруто износ, меѓутоа не се ни во бруто износ представени точно. Така да јас еве ние затоа направивме една анализа како синдикат во кој опсег се движат нели платите во културата за да нели нема во јавноста такви бранувања нели дека се кој знае колку големи платите во културата. Најниската плата е 32.217, највисоката плата е на првенец кој што можеме да кажеме дека се 20 или 30 во државата првенци, значи тоа се само исклучителни нели уметници, е 89.000. Најголемиот опсег на плати, околу 70%, се движат во рамки на 40.000 до 55.000 денари. Значи, нели тие како сме распоредени, бидејќи ние како култура сме комплексна дејност и имаме многу работни места, значи најголемиот процент, 70%, се движи во таа рамка каде што просечната плата е некаде 48.000 денари. Значи во висина на просечна плата на ниво на држава. Така да сета таа фама што се прави во јавноста дека платите во културата нели се големи, навистина не е точна. Има ли волја да се реши проблемот? Имавте нели и средби? Кои се очекувањата? Па не, вака средба имавме една. Тоа беше нели пред протестот што беше пред Министерството за култура. Да. Тогаш бевме повикани, ден пред протестот бевме повикани во Министерството со цел нели да видиме како понатака
ќе се одвиваат целата постапка и преговорите, бидејќи лани минатата година беа прекинати, започнаа, се одржаа 2 состанока, меѓутоа беа прекинати заради овие проблеми што ги имавме со пресметка на плати, затоа што во многу институции во културата платата каснеше и по 2 месеци и луѓето немаа здравствено осигурување и ние сега на тие состаноци требаше да зборуваме за подобрување на некакви права, нели со колективен договор, а во моментот не се почитуваат постојните права и така да не можевме некако да се усогласиме на тие состаноци и така да прекина. И еве сега, нели, ќе треба да се водиме по решението што ќе го донесе Уставниот суд, значи очекуваме да видиме какво решение ќе донесе. Тоа, не знам, така била постапката, таму ќе било, во тоа решение ќе било назначено што е тоа што, нели, во колективниот договор за култура не чини, во моментот не е согласно, нели, закон или устав, на што би требало да обрнеме внимание во преговорите и во, нели, ако подпишуваме нов колективен договор, нели, да го поправиме во тој дел. Така, бидејќи сепак имате представник, прв човек на секторот култура е, нели, ваш колега што еве можеби најдиректно ги знае состојбите и случувањата во културната дејност, дали можеби и очекувањата се дека ќе се најде заеднички јазик за конечно да се стави, нели, еден ред и да знаете и вие што да правите, нели, и воопшто како да се третира целата културна дејност, бидејќи вложувањето во култура е мощно значајно, имајќи во предвид дека сега во претходниот разговор говоревме, ќе имаме и големи предизвици. Скопје ќе биде град на културата во 2028 година и ќе се очекува многу, нели, од културните работници, ќе има и голем број на програми во кои што директно ќе бидете инволвирани. Па вака ние со министерот апробуваме, значи уште од првиот ден кога настанаа проблемите, нели, да ги решиме. Он доаѓа, нели, од нашите редови, претходно заедно со нас се бореше баш во моменти кога не се имплементираше колективниот договор за култура како што треба. Сега наеднаш кога се најде од другата страна, некако размислувањата, нели, најверојатно се сменија, не знам. Меѓутоа, треба да видиме како понатаму ќе се одвиваат преговорите. Тој изјавува во јавноста дека сака да ги подобри правата на културните работници. Треба да видиме што е тоа што сака, нели, да понуди во однос на подобрувањето на правата. Ние до сега немаме слушнато за никакви подобрени права, значи треба, нели, во текот на преговорите да слушнеме. Секако дека ако зборуваме за подобрени права, никој не би се осмелил, нели, да не прифати подобрени права. Нашиот став е јасен, значи колективниот договор за култура што сме го избориле фактички со години борба, бидејќи знаете ние 30 години во културата немавме колективен договор што функционира. Тие права што сега сме ги избориле, сакаме да ги задржиме. И нормално, ако може да се унапредат и да се унапредат. Така да министерот сега треба малце да ја превземе улогата, нели, да видиме за какви подобрени права ќе зборуваме. И треба да не подржи во оваа битка за зачувување на колективниот договор за култура, зашто сепак и тој е дел од нас и треба утре ден ќе се врати, нели, во нашите редови. Значи треба колективниот договор ваков како што е, со вакви права, треба да обстои. Така, бидејќи се очекува, нели, дека во културата се гледа како на инвестиција, а не како на трошок, нели. Очекувано е, вие сте практично и амбасадори каде и да излезете на една држава од кој што, нели, со овации и со гордост се гледа кога ќе се работи, независно за каков настанете во културата, во уметноста, меѓутоа генерално ова се прашања за кои што мора да се најде некое заедничко решение. И очекувано е да се најде.
Па така, мислам, ако сакаат нели да се промовираме во светот како што треба, нели, или ако еве Скопје 2028 да биде нели град на култура, да бидеме представени најдобро што можеме, треба да имаат задоволни културни работници, треба да имаат задоволни уметници, бидејќи само на тој начин нели може да се постигне подобра култура и не треба културата да ја гледаме врз основ на буџети, на трошоци, на расходи, на тој начин, него да ја гледаме како инвестиција во подобро утре за сите нас. Не само за културните работници, него и за за народот и за државата. Кои се идните чекори на синдикатот доколку се чепне, како рековте, во колективниот договор, онака како што беше досега? Па вака, следните ние најавивме и штрајк, генерален штрајк во културата, тој значи го најавивме уште минатата недела. Ќе го активирате доколку има? Да, значи сега тече процедурата законска за штрајк и нели ќе видиме ако не се најде некое решение, значи ќе мораме и со таква најригорозна мерка да примениме. Штрајкот се очекува да биде некаде кога ќе заврши процедурата во текот на месец мај, така да мислам дека имаме време да преговараме и самиот закон нели ни нуди 15 дена преговори нели пред да се стапи во штрајк, така да ќе видиме дали ќе најдеме заедничко нели решение, а секако протестите ние ќе ги продолжиме нели до зачувување фактички на правата од колективниот договор за култура. Евентуално сега зборуваме хипотетички, меѓутоа секогаш постои опасност имајќи во предвид еве ако не се изнајде некое заедничко решение, колку тоа практично би било удар врз самата култура доколку се преземат порадикални чекори. Па секако дека ќе биде удар врз културата, бидејќи ако културните работници престанат да работат, нели штрекуваат или тоа многу ќе се одрази врз сите активности, културни активности што се случуваат во земјата. И мислам дека нема да биде добро да се случи такво нешто, сепак треба да се седне, да се разговара и да се најде едно решение. И ако треба да се потпише нов колективен договор, правата на културните работници од постојниот колективен договор да бидат задржани. Така. Се надевам дека тоа ќе биде така, ќе оследиме протестот, ќе видиме што ќе биде крајниот исход и секако со повеќе информации ќе ве очекуваме во некоја следна прилика, можеби еве и едно заедничко видување на целиот проблем, но искрено се надевам дека ќе се најдат квалитетни решенија во интерес на сите засегнати. Па вака за утришниот протест јас би ги повикала нели сите културни работници да излезат, бидејќи ова не засега сите нас, меѓутоа и покрај културните работници треба и останатите дејности сектори да ни дадат подршка, бидејќи ако падне еден колективен договор, се отвара пат за пат на и другите колективни договори. Значи, ако денеска сме ние, утре ќе бидат други, така да ќе мора заедно да се бориме, затоа што колективен договор е нешто што гарантира некакви работнички права кои што не треба да дозволиме да паднат. Ви благодарам за гостувањето. Почитувани, правиме уште една кратка пауза, но секако останете на истата фреквенција, бидејќи ќе имаме уште еден трет разговор во емисијата. Паузираме кратко и се враќаме повторно во студиото.